Добар ден, драги читатели и слушатели на Македонски радио портал. Денеска ги подигаме капацитетите на студиото и ви најавуваме нешто ново од нашето студио. Низ годините ќе се сложиме дека за нас македонците, а и за оние околу нас на Балканот, историјата представува непресушна тема и извор од кој непрекинато се храниме со нови сознанија и факти. Така, во студиото дојдовме до заклучок дека покрај сите општествено-политички и забавни емисии или подкасти, како сакате наречете ги, мора да воспоставиме емисија која ќе разгледува, дискутира и анализира македонската историја. Изминатиот период во јавноста се актуелни историските факти кои македонскиот народ не можејќи или поточно кажано не смејќи ниту да се интересира, а камоли да ги конзумира, па сходно на тоа се впуштивме во процес на барање компатибилна личност која ќе може да излезе во пресред и јавно без задршки да ги изнесе тие скриени факти во етерот. Почитувани читатели и слушатели, од денеска и гледачи на Македонски радио портал, ви најавувам серијал на емисии кој ќе обработува и анализира историски теми од Македонија и регионот, а како ваш домаќин со кој ќе се дружите низ тоа време, ви го представувам поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН, некогашен премиер на Република Македонија, пратеник во Македонското собрание и председател и лидер на ВМРО Народна партија, господинот Љупчо Георгиевски. Господине Георгиевски, знам дека не ви е ова прв пат, знам дека студиските камери не ви се непознаница, го познавате концептот и дека ќе биде многу и корисно и ќе изфрлите во етерот многу непознати факти во однос на македонската историја. Најпред добар ден. Најпред да се заблагодарам на Македонскиот радио портал кој ја возможува оваа целата организација на овој мој подкаст. Во исто време сакам да кажам дека подкастот може да го пренесува кој сака друг портал, нема никакви ограничувања и идејата е да дојде до што повеќе љубители на македонската историја. Зошто подкаст за македонската историја? Можеби некои повеќе очекуваа да биде тоа подкаст за дневната политика. Сигурно ќе допирам и до дневната политика негде, меѓутоа основата е македонската историја. Од неколку причини. Прво, оваа идеја созрева неколку години во мојата глава и се нешто има и се одлага идејата, меѓутоа сметам дека сега е крајно време да почнам со моите анализи. Второ место, тоа е мојата љубов према историјата воопшто, светска, античка, средновековна, војни, а најповеќе од сето тоа е во центарот е самата македонска историја. Третиот момент е можеби самиот факт на обседнатоста на дел од македонскиот народ со македонската историја и тоа за жал според мене на многу погрешен начин. Сметам дека ние на еден чуден начин се занимаваме со македонската историја, го поврзуваме тоа со својот македонски идентитет, што сметам дека ретко кој народ во Европа се занимава на ваков начин. На Балканот постојат такви народи, меѓутоа во Европа не. Ние до таму сме обседнати со некои работи што јас имам на теза дека за жал македонската нација во големата битка во одбрана на својот македонски идентитет и во битка во одбрана на својата македонска историја, за жал во многу нешта фалсификувана, ќе загине самата од куршум рикошет. Значи, во големата и жестока битка за нашиот идентитет имаме голема шанса да изгубиме собствената државност, затоа што ги поставуваме работите на еден многу чуден начин. Конечно, зошто за македонската историја? Затоа што сметам дека навистина некои теми од
македонската историја се преплетуваат со нашата актуелна политичка состојба, односно историјата ни ја решава еднината. Така да речеме, примерот беше со античка Македонија, која ни зема, ако не се лажам, 11 години од тој непознат самит во Букуреш, кога НАТО беше спремен да не, мислам беше тоа 1908 или 9 година, кога НАТО самитот сакаше да не, НАТО земите сакаа да не примат, или еве да речеме овој француски предлог кој сега 4-5 години ни зема веќе од нашиот европски пат, а не гледам ситуација дека и во наредните 4-5 години ќе се реши целата таа ситуација. На некој начин ние како македонски народ станавме заробеници на сопствената историја и за жал тука доаѓаме до четвртата или петата точка, а тоа се фалсификатите на македонската историја. Од основачкото собрание на ВМРО-ДПМН 1990 година, каде еден добар дел од говорот беше посветен на фалсификатите на македонската историја, па во мои можеби стотици изјави и интервјуа постојано ги наговестувам, ги спомнувам моментите дека македонската историографија е една од најфалсификуваните историографии во Европа па и во светот. Сите комунистички историографии беа, сите земји кои поминаа во комунизмот, поминаа преку тој фалсификат, меѓутоа се обидуваат некако да се ослободат од големите теми на фалсификатите. Не само комунизмот. Ние ако погледнеме, ќе видиме дека практично очигледно победниците ја пишуваат историјата секогаш, па и светската историја има своји крупни фалсификати, иако немаме намера да се занимаваме со нив во оваа емисија. Сакам да се посветам на македонските фалсификати, затоа што навистина сметам дека тие се толку очевидни, толку јасни, толку нелогични или логични, ако сакате да погледнеме од другата страна, што навистина е срамно за македонското општество во векот на толку интензивна интернет комуникација и слобода на достап на информации, се уште да живееме со небулозите на Титовата комунистичка југословенска историографија. И тука доаѓаме и до последниот момент. За жал дека македонската историографија е една од најконзервативните историографии, и ако ја погледнеме приказната што ја знаеме ние од кога учевме во средна школа во Титова Југославија, до денеска многу малку е изменето од тоа. Односно и тоа што е изменето отиде во погрешен правец. И сега, конечно, што е тема на денешниот почетен разговор? Прво, долго време, кога созреваше идејата за подкаст за македонската историја, секогаш мислев дека најлогично е да почнам со античка Македонија и таа беше најактуелна во тоа време. Меѓутоа, како што поминува времето, дојдов на сознание дека античката Македонија ќе оставиме негде за наесен, нели ако има интерес за следење на овие подкасти, а сепак оваа сезона ќе ја почнам негде со почетокот на 19 век, односно темата на денешниот подкаст е Македонија под српската окупација. Зошто? Повторно, малку ќе ја испреплетеме со актуелната ситуација. Ние гледаме дека во овој момент главна тема на македонскиот патриотизам, македонската држава е општата историја со Бугарија. По таа насока гледаме изјави од секаков можен карактер, гледаме херојски изјави, гледаме храбри патриоти, при што сакам да спомнам дека во Македонија, кога знам за себе, а и во Македонија од 45 година, очигледно не е проблем да се напаѓаат албанците, не е проблем да бидеш патриот со грците, а не само што никогаш не било проблем да зборуваш против бугарите,
туку зборувањето против бугарите носело и бенефиции. Така беше во комунизмот, така беше во првите 30 на години на демократијата. Вие се сеќавате сите тие што се отцепуваа од ВМРО-ДПМН на почетокот. Првото нешто што го правија на пресконференцијата беше ВМРО-ДПМН се бугарофилска партија. Тоа им беше како некој влез за кариера на другата страна. А има една категорија на луѓе во тоа ВМРО-ДПМН кои прво во ВМРО-ДПМН докажуваа колку знаат за таа општа историја со Бугарија, така што печалија дивиденди во тогашното раководство на ВМРО-ДПМН, а после напушта па со напади и плукање против бугарофилите во ВМРО-ДПМН пак добива поени и бодови од другата страна. Значи, многу кратко. Во Македонија од 45 година никогаш не било да бидеш храбар македонски патриот, да плукаш против албанците, да плукаш против грците, да плукаш и да пцуеш против бугарите, да бидеш македонски патриот е да бекнеш нешто против српскиот шовинизам во Македонија. А за жал, такви во почетокот на 90-та година, кога ја формира ВМРО-ДПМН, ги имаше, не толку многу, ама ги имаше, а денес како што забележувам, пак можат да се избројат на прсти. И сега доаѓаме до една ваква ситуација. Ние, значи, не попуштаме ништо во поглед со општата историја со Бугарија, која патем, меѓу другото, ни решава пат кон Европската Унија и решавање на еднината на македонскиот народ. Ние не сме спремни со Бугарија да попуштиме ниту таму кај што нема идентитетски прашања. Да речеме, целото ВМРО, кога не се борело, а комитетите биле од Ѓурѓев ден до Митров ден, зимно време се криеле и биле во Бугарија. Сите војводи и најголем дел од комитетите се повлекувале и живееле во Бугарија. Сите ранени комити оделе во болниците, кај што ги лечеле, ги санирале со месеци и после, кога сакале, тие се враќале назад во Македонија. 90% од помошта, војна помош, исто така доаѓала од Бугарија. Значи, ова се работи кои што немаат врска со идентитетот. Тоа се прашање на едноставно на помош. Ние не го спомнуваме, не сакаме да спомнеме најјасниот факт кој веќе е јасен на сите, дека после 9 септември, кога Бугарија капитулирала, незините војски поминале од страна на Советскиот сојуз и дошле во Македонија, се воделе битка со германците. Битката на Страцин е најголемата битка на територијата на Македонија во време на Втората светска војна. Тука нема прашање на идентитет. Имаш, можеби, идеолошко прашање, нели? И тоа прашање на идентитет немаш. Или конечно, ние заборавивме и тоа дека Србија во 90-те години го зема целото оружје на Македонија, во вредност од тогаш на $1,000,000, сега се тоа сигурно 3-4 милиарди оружје, вредност во долари, а Бугарија без ништо ни даде за 100 и неколку милиони долари помош во оружје. Значи, нигде кај што, па дори и првото признавање во светот што дојде, исто така го минимизираме, постојано наоѓаме некои причини. Значи, имаме еден општ наратив каде што не само таму кај што се мешаат идентитетите, туку и кај што станува збор за едно општо пријателство, да речеме, не сакаме да го истакнеме, да го спомнеме. И сега од друга страна пак се случува еден обратен процес. Тоа е процес кој за жал никој не го гледа во Македонија, меѓутоа јас не можам да се направам на луд како што многу други патриоти се прават во Македонија дека не го гледаат и за тоа сега ќе зборуваме за тоа. Имено за што се работи. Негде во времето на големите патриоти Никола Груевски и Ѓорѓе Иванов е потпишан договор со Србија. Тој договор
не е поминат во парламент. Тој договор не знам дали е поминат и на влада, што е најинтересно. Тој договор никогаш не е објавен во јавноста и не знаеме што пишува во тој договор. Нашиот пратеник Балковски побара писмено да му се одговори во македонскиот парламент врз основа на што се случуваат некои работи, меѓутоа исто така не беше удостоен со писмен одговор. Горе-доле тој договор за што се работи? Имено Македонија да добие право да го да го слави Аснон во Прохорчински. Тоа е едната единствена работа што досега припознавам. При што повторно Вучич и Србите водат со 2:0, затоа што пред македонската јавност Вучич беше представен како српскиот политичар кој ја почитува Македонија, еве Србите дозволија Аснон да се ова слави. Од друга страна, тоа што добија тие, сега допрва ќе го кажам. Ја добија целата историја како општа на времето додека Македонија е под српско робство. И во таа насока можам да кажам дека прво прославата на Аснон во Прохорчински не можела и не смеела да биде трампа со историјата на Караџорџева Југославија. Прво, Аснон е дел од тоа југословенско наследство, Титово југословенско наследство, по која некоја логика не следуваше тоа право. Чисто самите добри односи и добро пријателство. Втора работа, ние сме можеле да го трампеме Аснон за нешто друго. Еве, да речеме, со таа земена $1 милиарди оружје од страна на српската армија 90-91 година, можевме тоа да го трампиме. Така и така, никој што оружје нема да го видиме назад. Може би тоа беше добра прилика, еве ние да ги простиме парите за оружјето, а тие да ни дозволат Аснон да го славиме. Меѓутоа, очигледно, што имаме во таа трампа, која јас би ја нарекол очигледно слон за кокошка, имено Србите добија прослава и одбележување на сите настани кои им се важни на нив во така наречената окупација на Стара или Јужна Србија. Имено, тука морам да запрам дека во последните деценија во Србија има една голема ревизија на нивната историја и тоа е нивно прашање, каде што се откажуваат од Тито, плукаат против Тито, зборуваат против таа Титова Југославија како еден голем удар на нивната идеја за голема Србија. И кога ќе размислам сериозно, тука си во право. Наистина човек кој ќе ги анализира постапките на Тито, наистина доста сериозно има зафркнато Србија. Меѓутоа тоа не е наш македонски проблем, тоа е нивен проблем и отидоа скроз во рехабилитација на сеа на што се нарекува великосрпска идеја. Балканските војни, Првата светска војна, кралството на србите, хрватите и словените, Караџорџева Југославија, четничкото движење во Србија, дори да речеме веќе Дражи Михајловиќ е одавна рехабилитиран, не знам што направија со Недич, кој апсолутно бил фашистички колаборационист и бил првиот преседател на некоја територија во Втората светска војна, кој Србија ја прогласил за Judenfrei држава, значи првиот преседател во Европа кој прогласил дека неговата земја и главниот град Белград се ослободени од евреите. Значи, сето тоа е во процес на рехабилитација во Србија. И па ќе кажам, тоа е нивна работа, и тоа наш проблем е што таа нивна нова историја сака да ни ја наметнат на нас.
внатре во Македонија и ние да ја прифатиме како општа историја и не се задоволуваат со Титова Југославија. Мислам дека тука нема никој проблем во Македонија Титова Југославија да биде дел од таа општата историја и со србите, и со хрватите, и со косоварите, со сите народи, босанците, бошњаците. Меѓутоа, навистина, прашањето да се слави општа историја во период каде што македонецот бил роб, навистина ги поминува сите црвени линии, а ги поминува и навистина и црвените линии на добрососедство. Тука можем само да го видам начинот на изживување на великосрпската политика, која практично демонстрира колку е моќна во Македонија. А очигледно, некои безработници кои се фалат дека се големи македонски патриоти, тоа им го дозволуваат. И сега да видиме конечно за што конкретно зборува. Имено, некаде од прославата на битката на Зебринјак, во времето на Никола Груевски и Ѓорѓи Иванов, во Бранови се случуваат проширување на нивните прослави, во одреден период паѓаат, ги нема, мислам дека во времето на Заев малку како да беа поднамалени, меѓутоа сега гледаме во последната година, па и две, дека тој бран веќе се враќа со целата сила. Значи, веќе имаме секоја година, не само јубилеи, не само јубилеи, туку секоја година имаме прослави константно на неколку настани. Тоа е битката на Зебринјак, битката на Кајмакчалан, Брегалничката битка, Валандовското востание кај Удово, победата во Втората светска војна во Битола, а мислам дека и битката кај Рамне во Охрид исто така ќе стане дел од секојдневното одбележување на таа општа историја кога македонецот бил поголем роб под српската окупација отколку во османлиска Турција. И како протекнуваат тие манифестации? Тие манифестации протекнуваат на таков начин што на настанот се појавува српска државна делегација и македонска државна делегација. Има македонско знаме, има српско знаме, има српски офицери, има македонски офицери, химна македонска, српска химна. Значи, сите настани, сите моменти што се нарекува општа историја со српскиот народ во време на окупација. Во таа насока, тука доаѓа најинтересниот дел. Обично тука има и говори. Прво, во сите тие говори се употребуваат термините ослободување на Јужна Србија или Стара Србија. Се употребуваат термини ослободување на србите, се употребуваат термини, да речеме, во Кајмакчалан тоа било врата, Кајмакчалан бил врата на Србија, Битола бил втор најголем град во Србија. И е на таква реторика, што е најинтересниот дел, македонските офицери, македонските државни представници, тука стојат како овцички и си слушаат како пријателите од северот ги нарекуваат срби, нивната земја ја нарекуваат Јужна Србија. Најверојатно многу од нив што се таму на тие манифестации се многу силни против името Северна Македонија, нели? Меѓутоа овде стојат и слушаат како некој ги нарекува Јужна Србија, Стара Србија и нема никаков проблем во тој поглед. Во таа насока, тука доаѓа и многу интересен дел, да не дури комичен, јас би го нарекол, иако во основа е комичен. Во многу од тие говори, каде што има
некојаш се води под името одбележување, помен на жртвите, секогаш се користи еден термин на продолжување на омразата према бугарите, секогаш се зборува против бугарите. Меѓутоа, најинтересен дел е кога македонците се поистоветуваат со бугари. Така да речеме, на одбележувањето во Рамнека и Охрид, охриѓани беа наречени бугарски бунтовници. Никој не мрдна. Овде во станието во Валандово, македонците, ВМРО, значи тоа е организација тоа е настан кој е 100% организиран од ВМРО. И во тоа учествувале селските чети од Валандово, Струмици и од Гевгелија. Значи се нарекуваат бугари, бугарски терористи, бугарски бунтовници, никој не мрда. Значи, најинтересниот дел е кога србите нарекуваат бугари, целиот патриотски македонски свет молчи. Така беше кога го сменија името на Гоце Делчев во Белград и уште во 2-3 града во Србија. Нема тука реакција. Значи, во терминологијата на великосрпскиот наратив, македонците се бугари, така било, и во историјата, меѓутоа она што е најинтересно и сега е. Меѓутоа сега имаме држава. И тука некој треба да каже нешто. Меѓутоа немаме проблем, кога србите ќе не наречат така. Во таа насока не се само манифестациите, има и втор и трет дел. Вториот дел е обновување на српските споменици меѓу двете светски војни. Досега во Македонија има обновено најмалку 10 и во програма се уште барем 10 обновување на српските споменици меѓу двете светски војни, каде што обично се прославува српската армија и повторно се плука против Бугарија. Третиот момент е масовно обновување на така наречени српски цркви во Македонија. Значи, се обновуваат и ја не знам тие практично дали се враќаат, не знам што се случува со нив, меѓутоа вие веќе гледате дека еден куп на цркви во Македонија веќе се нарекуваат како српско наследство. И четвртиот дел, кој исто така се повеќе и повеќе е присутен, имено 45-та година, кога се решава дека треба да се гради поцрсто македонската нација, е решено, покрај оние што македонци се чувствуваат како бугари, треба да бидат притиснати за да се декларираат само како македонци, истото се прави и со оние македонци кои се декларираат за срби. И со исклучок на 2 села во Скопска Црна Гора и 2-3 села во Куманово, таа политика е настапила низ цела територија на Македонија, значи има во Струшко, има во Велешко, во Порече е познато, каде што има такви енклави. И во таа насока од македонците, од тие македонци кои се декларирале за срби, имаме декларација за македонска нација. Денеска гледаме, имаме преработба на тој процес. Значи, веќе е дозволено сите поранешни македонски србомани слободно да си се вратат во српската нација и никој тоа не го забележува. Ако отворите на интернет, ќе видите колку клубови има на србо-македонци и некои такви издруженија. Тука не станува збор за некои срби кои се дојдени од Врајни или од Ниш после 45-та година, туку станува зборувам за македонци кои се реално дел од нашиот ген, меѓутоа со тек на времето ја прифателе српската национална пропаганда. Така барем не учеше македонската историографија. Меѓутоа веќе не важи таа македонска историографија за тоа. И така, значи ние имаме еден масовен процес, на тоа ако додавам песните, културата, филмот, телевизиите, значи тоа е веќе друга димензија која оди паралелно со ова. Значи сакам да се концентрирам само на тој историски дел. И сега што е најинтересно во целата таа ситуација? Кога се случува тоа, српските медиуми го објавуваат, меѓутоа во македонските медиуми има штама. Ниеден македонски медиум
телевизија, радио, портал не објавува ништо од тие настани. И сега ќе речете што е македонската длабока држава. Има ли длабока држава во Македонија? Па поочигледен пример има ли од тоа? На вас ви се случува тука, ви доаѓаат, ви го минуват името на државата, на народот, значи ве прават Србија, Македонија, прават Јужна Србија. Значи, ниеден медиум не го објавува тоа во Македонија. Значи, има идеален молк. Значи, ние имаме една совршена хипокризија на македонското општество, каде што немаме проблем овде да имаме општа историја со Србија, и тоа не во делот на Титова Југославија, во делот на Караџорџева Југославија, а овде не сакаме да признаеме едноставни примери на добра соработка или пријателство. И едноставно, кој некој се смета за себе македонски патриот и човек кој ја воскресна идејата за ВМРО, кој ја воскресна идејата за самостојна Македонија, не можем да ја премолчам ова македонска хипокризија, ова македонско лицемерие, а по друга страна па тие што го прават тоа па ни продаваат некој патриотизам од, не знам, тие се најголемите патриоти, другите се безработници. А тие имаат трбет што дозволуваат отворена, жестока српска асимилација во Македонија. Сега да видиме што е тоа што ние го правиме општа историја. Југославија, која прво се викаше СХС, кралство на србите, хрватите и словенците, а од 29 година се вика кралството на Југославија под Александар Караџорџевиќ. Во таа насока можам да го кажам следново. Ајде прво да малку да поставам сцената пред формирањето на Кралска Југославија. Во првата и втората Балканска војна целата македонска револуционерна организација и левица и десница била на страна на бугарската армија. Значи, во првата Балканска војна има 15.000 ополченци, односно доброволци од Македонија. Втората Балканска војна и во Првата светска војна имаме 34.000 војници само во 11-та македонска дивизија. Во Првата Балканска војна, како реакција на влезот на србите во Македонија, го имаме Охридско-Дебарското востание. Тоа е заедничка коалиција на македонци и албанци. Петар Чаваев и Хасан Приштина, ми се чини, беше од албанска страна, кој во Титова Југославија малку се спомнува, оно се спомнуваше како бугарско востание. Охридското и Тихвишкото востание исто беа спомнувани како бугарски востани, бугарски провоцирани востанија во Македонија, иако и во трите востанија, и во Охридско-Дебарското, и во Тиквишкото, и во Валандовското, главени организатори се Петар Чаев и Шатев. И двајцата се левичари, и сега кога треба да кажеме дека Петар Чаев е убиен од Ванчо Михайлов, Петар Чаев е позитивен, нели? Ако треба да кажеме дека го организирал 3 востанија против србите, тој е негативен. Во таа насока, што мислеле нашите предци за српското влегување во Македонија, зборуваат тие 3 востанија во Првата Балканска војна Охридско-Дебарското, во Втората Тиквишкото востание и на почетокот на Првата светска војна, пред Бугарија да влезе во војна, а тоа е Валандовското востание, кој пак било коалиција на македонци и турци. Многу интересен момент. Овде имаме македонци и албанци, овде имаме македонски и турци. Тоа е една година после доаѓањето на Србија, и едните и другите сватиле со каков окупатор се имаат работа, меѓутоа денешните генерации, нивните предци едноставно мижат пред тој факт. Во Првата светска војна
е формирана 11-та македонска дивизија со 34.000 македонски војници, плюс имало 20.000 македонски војници во други дивизии, нели, на бугарската армија, и тие дивизии, тие војници биле распоредени на страната на така наречениот Македонски фронт или некој што го вика Солунски фронт. Многу логично се поставува прашањето, ако сите команданти, вклучително и и главниот командант Бојаджиев, мисли че беше генералот Тухрид, ако им било непријатно да се борат со бугарите, што не ги свателе пушките, топовите, митралезите, бојанетите биле во нивни раце, кој може да запре 34.000 армија, меѓутоа не го направиле тоа. Тие се бореле, нели, против противникот од другата страна. Противникот од другата страна биле англичаните, французите, 10 нации од Африка кои ги долеле колонијалните сили, и меѓу нив остатоците од српската армија кои останале, нели, од преку нивното бегство, после разбивањето на српската армија, нивното бегство преку албанските планини. Во целата таа ситуација ние многу малку зборуваме и за Балканските војни, зборуваме и за, нели, Првата светска војна, иако повторно ќе кажам, целата македонска левица, целата македонска десница и се што е познато македонско интелектуално име биле во коалицијата со Австро-Унгарија, Германија, Бугарија, наспротив, нели, силите кои ги избројавме на другата страна. И така ние доаѓаме во ситуација за таа Прва светска војна, за Балканските војни, да оддаваме помени, почити на окупаторите, а на македонските војници едноставно имаме проблем да обновиме било кое гробиште каде што лежат нашите војници. Тоа се вика менталитет на вистина на мазохизам. Значи, тоа е театарот, нели, на сцената пред создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците. Сега, за самото создавање на кралството србите, хрватите и словенците, денеска ни се представува тоа како една голема, нели, заради големите победи на србите. Во реалноста, кога ќе погледнете, и тука има повеќе митологија од вистина. Како што реков, српските војски биле на дополнување на англиските, француските, нели, мароканските, етиопијанските, и сега да не ги редам сите нации кои учествувале во Македонскиот фронт. Што вели еден француски генерал, дека србите ни служија да ни ги, нели, водат коњите и да ни ги чистат, нели, чизмите. Меѓутоа тоа е друга работа. Србите избрале, нивната среќа била е што избрале победничката страна и како после награда на таа победничка страна, меѓутоа и склоп на други околности, се формира кралството на србите, хрватите и словенците. При што мораме да кажеме дека при формирањето на тоа кралство, словенците и хрватите, бидејќи Австро-Унгарија веќе е распадната, доброволно се гласаат и се вклучуваат во тоа кралство на срби, хрвати и словенци и прифаќаат српскиот крал да биде и нивен крал. Меѓутоа и босанците исто така гласаат да влезат во тоа ново кралство. Тоа кралство го сметаат, нели, заради југословенската идеја која претходно постоела и биле носители хрватите, знаеме, во главно, имала некаква приказна дека еве словените ќе се обединат во една држава. Меѓутоа, набрзо таа држава, која на почетокот од 19 година до 29 година се викала Кралство на срби, хрвати и словенци, се претворила во така наречена зандана на народите. Ние забораваме дека и за македонската левица, и за македонската десница, и за Југословенската комунистичка партија, и за Тито, нели бевме и големи титовисти тука, и за сите напредни, нели, сили, па дури и во самата Србија, терминот за Караџорџева Југославија беше, па и за меѓународната заедница беше
Југославија замдана на народите. Сега, зошто замдана на народите? После прелажувањето на другите народи, нешто и со сила, нели, Македонија и Косово влегуваат со сила во таа заедница, како, нели, плен на Србија, меѓутоа другите влегуваат како дел од еден заеднички напор да се направи една нова држава, слободна, послободна од тоа што го имале. Настапува српскиот хегемонизам и српскиот империализам, како и што се викала, нели, пак Југославија, нели, држава на српскиот хегемонизам, во кој србите прво насилно настапуваат према сите. Имено за што се работи. Србите во тоа ново кралство биле 39% од севкупното население, а узурпирале буквално 90% од се што има во таа Југославија. И така почнал отпорот. Единствени кои до негде биле, нели, задоволни, до негде, тоа биле словенците, затоа што националните права им биле гарантирани, финансиски, економски биле најаки од претходната Австро-Унгарија и најверојатно србите решиле, нели, према нив малку полабаво да ја водат политиката, да имаат некаков сојузник, меѓутоа од демократските, нели, тортури на таа Југославија не били и тие задоволни, затоа што во Австро-Унгарија живееле по-демократски и по-слободно. Значи, насилството било према сите. За македонците ќе зборувам посебно, значи, македонците се претворени во срби, со српски јазик, меѓутоа ќе се навратиме на нас македонците подоцна. Албанците биле најниско третирани од сите, по сите основи, образование, економија, здравство, политика, национална политика. Значи, према нив се однесувале како према животни и, значи, само треба да знаеме една работа. Албанците биле предпоследни, македонците биле втори последни во третманот, или бугарашите, како што ги викале во тоа време, нели, србите, биле втори зад албанците во се. Да речеме, во Косово имало апсолутна неписменост. Албанските извори велат дека за цело време на кралство Југославија едва 11 албанци завршиле факултет. Македонија била на второ место. За образовниот систем Македонија ќе зборува малку подоцна. И се така, економија, земјоделие и сето тоа. Битките на албанците, на косоварите со српскиот хегемонизам траела добри 10 години после 18-та година. И тоа јаки битки, со борби, војни дејства, баш она војна која трае. Сега, многу е интересно кога ги слушаме србите, дека Србија била историски, Косово била, нели, историски српска земја. Да, можеме да се согласиме дека во среден век била Косово историски српска земја, иако и тука се поставува прашањето колку од православните тогаш биле албанци, колку биле срби, меѓутоа, ајде да кажеме, титулата, името е српско. Меѓутоа, 19-та година, односно 12-та, кога влегува, нели, српската чизма во Косово, јасно е дека косовското население, албанското население е мнозинство. Да не зборуваме дека колонизацијата што е правена во Македонија на српски колонисти, како во Македонија е правено исто така во Косово. Да не зборуваме дека се зборува за некоја бројка од 300.000 депортирани албанци од Косово во тој период. Тука ние забораваме дека таа депортација на албанци од Косово и Јужна Србија продолжи и во Титова Југославија и 90-та година ние имавме 150.000 албанци без лични карти во Македонија, затоа што беа, нели, доселени од Косово и од Јужна Србија. И ние не се лутиме на србите, се лутиме на албанците, нели? Кои ги имаат преселено од тие краишта во нашите краишта.
Значи, битката на албанците траела добри, и тоа со војни дејства траела 10 години. Доаѓаме до Војводина, ајде да речеме Косово има некаква српска приказна за историски припадност кон Србија, а Војводина има ли таква приказна? Војводина е чиста окупација од распадот на Австро-Унгарија. Во Војводина има околу 500, во тоа време 500.000 унгарци, 500.000 германци, кои подосна во Титова Југославија, за жал се направени масакри, за тоа ќе зборуваме после за Титова Југославија во тој простор. Околу 120.000 чехословаци, има пољаци, руси, украинци, има се и се што. И ние сега викаме Војводина е српска земја, нели? А делот на историска, нели, Војводина, тоа некако не го слушаме за Војводина, затоа што Војводина била, нели, на Австро-Унгарија. И како историја, и како народ кој во тоа време бил затегнат. Доаѓаме до Црна Гора. Црна Гора било кнежештво посебно, држава. Ако не се лажам, царот Николај, дедо на Александар Караџорџевиќ, меѓутоа пустата амбиција за власт, тој голем српски хегемонизам, доведува да се направи пуч во Црна Гора и после почнува жестока пресметка со црногорците. Битката на црногорците, така наречената битката меѓу зеленашите и биелашите, трае исто така добри 10 години, што е многу интересно. Црногорските бунтовници го имаат името комити. Најверојатно се чувствувале поблизу до нашите комити, отколку до српските ослободители и таму. Мислам дека пред некоја година црногорците ги поништија сите акти кои тогаш вештачки се донесени за припојување на Црна Гора со Србија. Босанците исто се посебна приказна. Босна во рамките на Австро-Унгарија исто била, заедно со Санџак, била некаков посебен ентитет, и кога босанците доброволно влегувале и гласале во таа Југославија, инсистирале, и тоа постојано го повтарале понатаму, дека сакаат, нивните инсистирања не биле многу големи, освен, нели, да имаат, нели, верски права и Босна и Санџак да бидат во некаков, нели, заеднички граници. Меѓутоа, Србија во сите тие реорганизации на државата секогаш правила така Босна и Херцеговина што повеќе да ја расецка, да ја иситнат, да ја разделат ваму, таму, и ден денеска може да си го поставите прашањето што бара Санџак половина во Србија, половина во Црна Гора, кога во принцип тоа е дел на Босна и Херцеговина, нели? Исто така има големо одземање на земја на муслиманското население во Босна и Херцеговина. Има повеќе пати на масакри врз муслиманите во Босна и Херцеговина. И врвот е, мислам, 38 или 39 година, кога Караџорџевиќ прави договор за иселување на бошњаците во Турција. Многу интересно, таа политика и Тито ја продолжи после 56 година, или кога беше, кога еден дел, нели, на бошњаци исто така беа иселени во Турција. Доаѓаме до хрватите, исто така третманот на германците, унгарците бил максимално, нели, понижување. Доаѓаме до хрватите, кога ја ги влегле како рамноправни, нели, во таа Југославија, меѓутоа очигледно политиката на србите према нив настапува многу брзо и револтот кај нив се создава се повеќе и повеќе. Сакам да спомнам дека практично сите малцинства биле или непризнаени или понижени. Да речеме, кај никој власи гледа сентимент некаков према таа кралска Југославија,
најверојатно поведени од приказната на Нушик и од приказната на Пашик. И да сакам да ги потсетам во оваа прилика дека властите исто така не биле признаени во Кралска Југославија. Може би побила политиката потолерантна према нив, затоа што тие не се организирано бунтували и прифатили на некој начин да бидат дел од тој српски тограшен свет. Меѓутоа, ако на некој народ му е направена најсилната асимилација, тоа е на влашкиот народ. Српски енклави имало низ цела Србија, цели области биле со гласи. Денеска, кога ќе погледнете, тоа веќе не постои таму. Значи, од аспект на правата на заедниците, националностите, ние имаме една катастрофална политика. Сега малку од аспект на правата и демократијата. Значи, набрзо после формирањето, 18-та година, ние 21 година го имаме прогласување на првиот Видовдански устав, во кој веќе Србија презема се. Како што реков, 39% Срби со помош на војската ја централизираат цела Југославија. Претходно, 20 година се донесува законот за така наречената обзнана, со која се забранува, формата е забрана на комунистичката партија на Југославија. Меѓутоа, со истиот закон се третирани и хрватските националисти, ВМРО и македонските екстремисти или бугарашките екстремисти. Меѓутоа, со истиот закон се третирани и сите сили против, на некој начин, Караџорџевата политика, 21 година да ја централизира таа Југославија. Значи, имаме узурпација, каде што кралот е апсолутен владател на се, тој става премиери, тој може да распушта парламенти, едноставно централизација од невиден карактер. Во тоа време, кривичниот правен систем во Југославија бил со максимални малтретирања, тепања, затварања, воопшто на сите народи. Негде 22-3 година еден хрватски бискуп го посетува Александар Караџорџевиќ и му носи список на 400 претепани хрвати по затворите во таа нова Југославија, односно СХС. Зошто го спомнам тоа? Затоа што хрватите и словенците имале можност 30 години пред тој настан во Австро-Унгарија тепањето да биде забрането. А овде во новата држава на СХС претепувањето на секаков вид на затвореници, а да не зборувам за политички и национални нели отпадници, било како добро утро. Кога ќе го викнале некој во станица, прво го тепале, па после го прашувале, му кажувале зошто го викаат. Значи, тоа било масовна појава, која се зборува за целата таа атмосфера на Кралска Југославија, која, како што спомнувам досега, од сите прогресивни сили беше наречена занда на народите, па и од самите срби. Само ќе подсетам, од самите напредни срби, ќе подсетам дека на Конгресот на Комунистичката партија на Југославија 28 година во Дрезден, сите комунисти решаваат дека Југославија треба да се распадне, а за тоа гласаат и самите српски комунисти. Замислите во тој факт, нели, кога на еден народ имаш голема држава, но преку главата ти од таа голема држава. Значи, потоа доаѓа 6. јануари 1939 година,
Значи пред тоа имаме убиство на лидерот на хрватската опозиција Степан Радич во Југословенскиот парламент, каде што еден српски пратеник, значи малку им е тоа што го имаат во таа Југославија, па и критиката што доаѓа од хрватите им е многу, и лидерот на хрватите, на хрватската опозиција го убиваат во самиот српски парламент. После тоа, 29-та година, имаме 6-јанварска диктатура. Значи, од обзданата, од 18 до 19 година имаме практично војна состојба во Југославија, а во 29 година имаме воведување пак на класична абсолютистичка диктатура. А 31 година Александар Караџорџевиќ донесува октруиран устав. Што значи октруиран устав? Значи нема парламент, нема партии, нема никој. Александар Караџорџевиќ си пишува сам устав како ќе изгледа уставот и го прогласува дека од денеска ќе имате устав на Југославија. И тука е прогласена Југославија. Со тој устав се воведува покрај комплетниот абсолютизам на Александар Караџорџевиќ, се воведува и така нареченото интегрално југословенство. Тоа што значи? Веќе се укинуваат нациите во другите нации во Југославија. Нема веќе словенци, хрвати, срби, германци, унгарци, македонци и претходно немало. Сите се југословени. Тоа се нарекува интегрално југословенство. Тоа титул се обиде негде после во 80-тите години, 70-80-тите години. И вие знаете, при распадот на Титова Југославија имаше околу 1.200.000 луѓе кои исто така себе се национално доживуваа како југословени. Меѓутоа, приказната е од Александар Караџорџевиќ. Нормално, тоа е подкрепено со великосрпскиот шовинизам и национализам, меѓутоа, на тоа жестоко веќе се спротестуваат и словенците, а посебно хрватите, и тука усташтвото веќе експлодира. Во таа насока, значи, затварањата, тепањата, малтретирањата се секојдневници на таа Југославија, и да сега ќе застана малку на приказната на КПЈ. Значи, ние во Титова Југославија, значи, за системот на кралска Југославија не се зборуваше колку за бугарските фашисти, ама имаше некој соодно себе да го наречем 3:1. Значи, ако сме зборували 3 пати за бугарските фашисти, не учија 1 пати за југословенскиот монархофашизам. А тука да не заборавам, дека во терминологијата на Комунистичката партија на Југославија, шестојанската диктатура и времето кое доаѓа после тоа се нарекуваше монархофашизам. И сега многу интересно, и бугарските комунисти диктатурата од 34-та година на Караџорџевиќ ја нарекуваат, на цар Борис ја нарекуваат монархофашизам. Меѓутоа, во денешната македонска терминологија, значи, бугарите се уште се монархофашисти или фашистички окупатори, ама Караџорџева Југославија некако не ја спомнува како монархофашизам. Некни после 5 години забрана на филмот Црвениот поет, кај што имаше многу убави сцени за претепување на Кочо Рацин во српските затвори, и практично филмот за тоа бил забранен, неколку сме ние перфидни како пропаганда. Цело време се зборуваше дека филмот е забранет заради бугарите да не ги навредиме, а ние испаѓа филмот бил забранет за да не ги навредиме србите. Тамо, после многу долго време, прв пат го сретнав терминот монархофашисти за кралска Југославија. Да се подсетиме, така беше, никој учевме за кралска Југославија, ние зборувавме за монархофашистички режим на Александар
монархофашизам за кралска Југославија, што е славиме, нели, ние сега славиме заеднички монархофашистичка, нели, диктатура. Тоа не постои веќе. Во таа насока морам да кажам дека нели, најчесто таа кралска Југославија, Караџорџева Југославија, гледавме преку призмата на Комунистичката партија на Југославија. Па ајде сега да ги подсетам и нели, македонските југословени и македонските титовисти за некои работи. Нели, многу чудна работа сме ние, нели, во нашиот македонски наратив. Од една страна да направиме анкета сега дали сте за Тито и за Титова Југославија. Јас мислам 95% од македонските патриоти ќе кажат да, сакајме утре да се обнови, ама од друга страна па немаме проблеми Караџорџева Југославија да ја славиме, иако тие две работи се како црно и бело, како вода и зејтин, нели? Меѓутоа немаме проблем, ние што ме Југославија, ставаме се на куп. И го сакаме тоа. Значи, Караџорџева Југославија со комунистите почнува прва да се пресметуваат со така наречената обзнана 20-та година, каде што почнува, нели, масовно затварање, масовни убиства, тепања на комунистите низ цела Југославија. Според комунистички извори, само од 29 до 32 година се убиени некаде околу 400 членови на комунистичката партија на Југославија. Ќе ве подсетам неколку генерални секретари, еден од тив Јуро Џаковиќ ми се чини беше, 7 секретари на кои, значи тоа се се лидери на таа комунистичката партија. Исто така заборавивме дека имавме така судење на Тито, бомбашкиот процес исто така веќе не знаеме, нели, кој му го правил, нели, на Тито. Имавме филмови за тие, нели, прогони на Титовите комунисти. Живеевме во една таква атмосфера и сега без проблем ние го забораваме целиот тој период. 18-та, 31 година, односно 41 година. Време во кое македонците биле газени, комунистите биле газени. Едноставно, Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Македонија има сосема друг наратив од тонај што денесните патриоти ни го нудат како општа историја со Србија. А србите па од нивна страна докажуваат надмоќ колку можат да наметнат историја и колку можат да наметнат дневна политика во македонскиот простор. Меѓутоа, јас имам потреба да го кренам гласот. Знам дека србизацијата на македонскиот идентитет е толку далеку оттидена, што веќе најголем дел од македонците, нели, иако се викаат македонци, мислат како срби, живеат како срби, нивниот поглед на историјата, на геополитиката, да не зборувам културата, уметноста, е срби и просто се мачат со тоа се уште што се викаат македонци. Меѓутоа, едноставно како основач на ВМРО, воскреснуваш на идејата на самостојна и независна Македонија, имам некаква потреба да го кренам мојот глас во оваа пустина, затоа што очигледно сите македонски патриоти се прават, нели, луди и како дека не се од тука. Сега да продолжиме за таа комунистичка Југославија, да кажеме нешто за економијата. Кралството Југославија била најзадолжена држава во Европа после Грција. Низиниот доход по жител бил најнизок во Европа, предпоставам затоа што трошеле огромни пари за оружје и муниција за да го одржуваат целиот тој репресивен, нели, систем. Тоа и Тито после го правеше. Таму негде 31-32 година се обидуваат да прогласат златен динар, нешто како конвертабилен. Траел 100 дена, после тоа им следува банкрот, значи државата банкротирала,
па нели со помош на Франција, Англија, нивните сојузници се вратиле назад. Масовното иселување било присутно на сите страни. Денеска гледаме огромни колонии на хрвати, па и словенци во Аргентина, во Чиле, во Бразил. Хрватска живеела 5 пати подобро од Македонија, меѓутоа повторно, дали од националната политика, дали од економски потреби, значи хрватите масовно се селеле што подалеку од таа Југославија. Да не зборуваме за македонците, зборот гурбет од тоа време ни е многу познат, оделе на сите страни на печалба, знаеме во Романија оделе масовно на печалба, значи ако оделе во Романија, значи се живееле многу подобро таму, нели? А и оделе седе кај што ќе стигнале. Имало огромна разлика меѓу индустријските производи и земјоделските производи, а Македонија, Косово била претежно земјоделска, нели, ситуација. 80% од администрацијата биле Срби. Во 1938 година во Кралска Југославија имала 2200 предпријатија кои се воделе како индустријски, од кои само 90 во Македонија, при што, нели, да не забораваме дека и млиновите се воделе во тоа време како индустријски капацитети. Кога ќе погледнеме понатаму структурата, нели, хемиска индустрија или некоја потешка индустрија, војна индустрија, ќе видиме дека тоа и што се викало индустрија во Македонија, најпознати се пивара, зејтин, фабриката за зејтин и некои такви, нели, производствени капацитети. Со социјалното осигурување 7,5% било во 38 година, здравствената политика била катастрофа. Значи, во Југославија, значи, туберкулозата и сифилисот се сметале за ендемски заболувања. 14% од умрените во Кралска Југославија биле од смрт од туберкулоза. При што, нормално, процентот во Словенија и Хрватска бил многу помал, а во Македонија и Косово знаеме колкав може да биде во тоа време. Зошто сифилис? Затоа што Југославија била позната по масовни јавни куќи на сите страни. Значи, во Делчево, Царево се тогашно, кој претпоставам било 2-3 жители, имало 6 јавни куќи 41 година кога дошли бугарите, а за јавните куќи во Скопје мислам дека Данило Коцевски има пишува некои есеи, и тие старите бугарофили 90-тите години кои доаѓаа во ВМРО ДПМН ги имаше подоста, на шега зборува, вика, бугарите, вика, изгубија, вика, затоа што прво кога дојдоа 41 година ги затворија јавните куќи во Македонија. Малку една несимпатична анегдота, ама тоа со заболувањето е факт кој можете да го проверите во разни студии и есеи преку интернет. Покрај тоа, Македонија била позната и по масовна заболување од маларија. Значи, маларијата имало повеќе мучуришта во Македонија и маларијата масовно убивала луѓе и болест трахома. Таа не ја имав чуење, баш ја пројавив. Трахома е некоја инфекција која се случува на очите, се лечи со антибиотици, меѓутоа, нели, Југославија не купувала антибиотици, иако антибиотици тогаш веќе имало, и луѓето ослепувале. Инаку сакам да ви кажам дека, бидејќи знам дека веднаш ќе се јават разни мудреци кои ќе речат овие работи сигурно ги читаш во бугарски извори. Не. Сакам да ви кажам дека сите работи овие што ги читам овде се од македонски извори 80%, хрватски, па дори и српски извори. Само 2-3 реченици имам од бугарски извори. Тоа е, нели, кај делот на маларијата, дека со доаѓањето на бугарите
на бугарските фашисти 41 година почнале со масовно сушење на блатата во Република Македонија и отварање на болници за маларија, за да се лечат луѓето. Втората работа како информација е кај делот на образованието, за колку го зголемиле процесот на образование во Македонија, и третата работа дека за да го решат гладот во Македонија 41 година, при самата окупација 41 година бугарските фашисти внеле околу 50.000 тони житни производи за да се преборат со хроничниот глад на македонското население, а оттаму иделе и болестите, меѓу другото, туберкулозата е болест на сиромашните. Понатаму одиме за инвестициите, 80% од железничката инфраструктура се правила во Србија, патиштата во Македонија биле катастрофални, со кал, непроводни и сето тоа што може да значи катастрофална политика. Сега доаѓаме на крајот самата политика према Македонија. Од самиот почеток, 12 и 13 година Балканските војни, преку Првата светска војна, ние имаме ситуација каде што Кралска Југославија директно започнала со најбрутална денационализација на македонскиот народ. Значи, македонците се наречени и треба да се нарекуваат срби, јазикот е нивен српски и територијата на која живеат се јужни срби. За разлика од османискиот период, кога српската политика имала и многу јасен став, ние против бугарите не можеме да се бориме со србизирање, затоа треба да го поддржиме македонизмот. Со самото тоа, кога имале можност 14 година, после 18 година, кога можеле да го направат тој македонизам веднаш, тие најбрутално се откажале од македонизмот и директно поминале на србизација. Мислам дека денешната ситуација малку ме потсеќа на тоа. Србите многу не подржуваат во битката против бугарите. Нивниот председател Вучич секоја зборува за Македонија и македонци. Меѓутоа имам чувство дека освен Вучич и пејачите и пејачките кои доаѓаат во Македонија, кои не викаат македонци и македонци, да отворите било која документарна програма кај што зборуваат за Балканските војни, за Првата светска војна, за Кралска Југославија, вие ќе видите дека македонците се нарекуваат срби. Имаат прекрасни филмови за Караџорџевиќ, за Балканските војни. Можеме да ги гледаме на нашите канали. Нешто ако испуштиме на Алфа телевизија, најпатриотската телевизија, исто така има репризи. Немаме проблем во нивните филмови да не нарекуваат срби. И да главната поента ми е, некако ова ситуација ме потсеќа на османиското време, кога политиката на Новаковиќ и Грашевин била поддржувајте го македонизмот во Македонија, а веќе 18 година директно се поминува на србизација и денеска таа ситуација некако многу ми е слична. Формата е, ја поддржуваме Македонија, ама некако зад кулисите гледаме на друга политика дека се спроведува во Македонија, меѓутоа, моје е да го спомнам тоа, да го споделам, иако не верувам дека во денешните македонски услови нешто ќе биде прифатено од тоа. И да се навратиме сега на македонската, конкретно на македонската приказна. Значи, во Српска Македонија, односно во Јужна Србија, прво па после Вардарска бановина, значи, Србија настапила со колонизација. Така што во таа колонизација едва 35% останала земја на македонците, а другите проценти на српските колонисти.
Сега не можам да не кажам дека 41 година кога доаѓаат 90, кога доаѓаат бугарските фашисти, протеруваат 40.000 српски колонисти со земја и уште 20 на 30.000 нели по администрација, а земјата ја делат на македонскиот народ. Де факто, бугарските фашисти, ако земеме дека претходно земјата била кај осмалиите, потоа кај српските колонисти, а во Титово време сето таа земја станува државна, де факто бугарските фашисти прават најголемата и најсериозната аграрна реформа, каде што македонското население добива своја земја. Знам, во Лисиче, ВМРО-вците, првите ВМРО-вци 90-та година беа многу јаки и тие паметеа дека земјата им е дадена од бугарите. Исто така и во Драчево имаше почит кон таа политика на бугарските фашисти што им е доделена земја. Меѓутоа, овде во низ цела Македонија најубавата земја претходно била на српските колонисти. Заедно со тоа, србите правеле колонии. Колониите ги правеле на ист начин на кој Израел денеска ги прави на палестински територии. Се носат срби по потекло и тие прават енклава во одреден регион, кој треба да биде после центар на контрола, на мешање, на сето тоа и на се оно што произлегува при колонизирање на една земја. Исто така има голема узурпација на таа земја, да речеме, самиот Караџорџевиќ, ние знаеме дека во Демир Капија има своја винарија и мислам, ако е точна информацијата, околу 700 хектари земја си ги узурпирал од македонското население. Значи, за нас денеска е гордост што тоа е многу голем комплимент што Караџорџевиќ имал винарија во Демир Капија. Не сакаме да забораваме таа винарија, кој му ја направил и како дошол до таа винарија. Тоа е, значи, личен имот на Караџорџевиќ. Исто така, кога станува збор кај земјоделието, сакам да спомнам и следнава работа. Имено, негде 38-39 година, да видите како бил третманот на македонскиот човек, 29% од македонските земјоделци немале ни плуг, ни рало. 43% имале дрвено рало, 37% имале дрвен плуг и само 7 трактори постоеле на територијата на Вадарска Македонија, а во исто време во Југославија се смета дека имало 2000 трактори. И пак ќе спомнам еден бугарски извор, кога дошле бугарските фашисти 1941 година, една од првите работи што ги вџашило било токму тоа дрвените плугови и рала, и едни од првите инвестиции било во носење на железни овие рала и плугови за да можат да работат земјоделците. Тој систем ние го сакаме, очигледно. Ние денеска тоа не е општата историја што сакаме да ја прославиме. Значи, да се вратиме на планот на националната политика, комплетна денационализација, комплетно малтретирање, и тука доаѓаат политичките прогонства, затвори, убиства и сето тоа. Сакам да спомнам дека во тоа време во Македонија имало 40.000 редовни војници и 12.000 жандарми од 17.000 жандарми на територијата на цела Југославија. Тоа е познат факт, ги учевме тие работи во средна школа, меѓутоа некој ги забораваме. И да бидам доволно чесен, тоа сум го спомнувал,
еден од тие жандарми после 35-та година или 36-та и мојот дедо, меѓутоа за фамилијарната приказна ќе се обедам во некој друг дел да спомнам. Жалното во тоа е што оваа приказна треба да ви ја раскажува некој што бил од другата страна, нели фамилијарно, нели и наследствено, а тие што биле малтретирани денеска се носители на таков мазохизам што човек навистина не може да не се вџашува. За тој период има многу книги. Една од тие книги е книгата на Ари Пузи, французин, кој бил србофил на почетокот, 1930 година, поминува низ Македонија, ја пишува книгата Војната се враќа, по која дава многу примери за тој период на малтретирање. Овде во Македонија најдобра книга за тие српски политички малтретирања, за целата таа српска политика е книгата на Димитар Галев, основачот и првиот председател на Земјоделската партија во Македонија. Меѓутоа, за српскиот политички терор во Македонија пишувале скоро сите историчари од така наречената комунистичка југословенска гарда. Пишувал Катарџиев, пишувале дури политичари. Димитар Влахов пишувал, Лазар Кулишевски има говор кај што зборува за српската нели политика во Македонија. Кирил, како беше, ајде сега ги забораваме многу имења, Милјовски, Михајло Апостолски пишува за српската политика во ова. Практично нема историчар од старата гарда што не пишува за српскиот терор на македонскиот народ. И јас го спомнам тоа во последно време неколку пати. Жално е што Лазар Кулишевски и македонските комунисти имаат црвена линија за Караџорџева Југославија. Денеска, денешните патриоти ги избришаат тие црвени линии. Се е исто. Не име малку Титова Југославија како општа историја, туку одиме до 12-та година, Караџорџева Југославија ја прифаќаме како своја. Ова е нешто што вкусот на еден македонски патриот, мислам, треба да реагира негде. Ако не реагирате на ова, значи можете да зборувате колку сакате дека сте македонски патриоти. Меѓутоа, јас гледам на Facebook, кога ќе напишам нешто, кога ќе дадам некој пример за српскиот шовинизам во Македонија, се јавуваат десетици и десетици македонци и ме нарекуваат татарин, бугарин. Чекај, јас ова не го кажуваат татарите, ова го кажуваат србите и србите ми го прават. Која жичка ја фаќам? Значи, еден дел од така наречените денешни македонски патриоти знаат дека не е во ред тоа и паѓаат болни кога гледаат дека србите им го прават тоа. Тие не сакаат тоа да им го прават, меѓутоа кога ќе ја видат реалноста, едноставно мора негде да пцуваат и да плукаат. Тоа е реалноста. Тоа е таа ситуација која ние денеска имаме во Македонија. Значи, да се вратиме на овие книги, значи, негде се смета дека 17.000 политички убиства се има направено над македонци во периодот од 19 до 41 година и кај Димитар Галев и во многу други извори ги имате поединечните примери. Сега можев тука да земам книгата да ви читам. Има цели села палени, уништувано. Значи, малтретирање колку што сакате. Влахов, 1935 година, намерно ви кажувам некои така комунисти, оти нели овие другите се бугарофили, 1930 година пишува еден извештај дека 25.000 македонци до 1930 година се осудени на долга робија. Арчибалд Рајс, кој исто така е српски пропагатор, вели дека од 19 до 31 година има 467 напади
на ВМРО врз југословенската армија и жандари. Значи, сега во трпката терминологија, ВМРО е нели бугарашка организација, ама ние исто така треба да избереме кога ВМРО ќе сметаме бугарашка организација, кога ќе сметаме за македонска. Не може кога се борат против србите и ние да ги сметаме за бугарашки, нели? Или се бугараши, или се македонци. Треба да видиме во што е приказната. И во тие напади има загинато 3000 војници српски и жандари. Значи, ВМРО не престанало да ја одржува таа ВМРО што ја кажуваме ние на Тодор Александров и на Ванчо Михайлов, е таа која ја одржува борбата и приказната за Македонија како автономија, како држава, македонската приказна. Ние денеска ги плукаме и нив, цуеме против нив, а ги славиме окупаторите. Не видим на работа. 24 година Југославија дава амнестија со која излегуваат 18.000 затвореници од Македонија од затворите. Сите тие бројки зборуваат за силата на отпорот кој македонскиот народ го дава против српската окупација. И конечно, заедно, значи, со српската војска и жандармерија низ Македонија тероризирале и паравојските на така наречените познати македонски српски четници. Тука би го спомнал Сдруженијето против македонските бугари, а има уште 4-5 такви здруженија кои постојат на територијата. Тие се практично паравојски. Четите на Јован Бабунски, кои малтретирале локално население, а најкарактеристичен е Мино Станков, тој негде, мислам, од Злетово, Кратово, таму негде, каде што според македонската историографија, која ќе го отворите македонските извори, има извршено околу 200 убиства на македонски селани и 4000 претепувања на македонци заедно со силувања и секако вид на малтретирања. Тие масовни претепувања, југословенската комунистичка историографија после сакаше да ги префарли дека истото било и под бугарската фашистичка окупација. Факт е дека има малтретирање и тепање, нели, тоа не треба да се оспорува, посебно, нели, на комунистички ориентирани, нели, структури. Меѓутоа, претапувањата, малтретирањата, убиствата на целиот тој однос на кралска Југославија према македонскиот народ не се мери со ниедно друго робство. Не знам, ако треба да правиме некаква споредба на македонците под османлиско робство и македонците под српско робство, јас можем да кажам дека тежината е сигурно 1:5. И денеска, почитувајќи на македонската историографија, ние зборуваме за општа историја, ја славиме таа општа историја и си молчиме, нели? Меѓутоа, еве, мој беше да кажам. Сакам на крајот да кажам дека ова беше Македонија под српска окупација. Наредниот подкаст ќе биде за 2 седмици, иначе ритмот со кој ќе го правам е на 2 седмици, затоа што морате да разберете, се работи за историски материјал и покрај што ми е познат, морам да пак да се навратам на некои извори, да прочитам некои дополнителни елементи. Меѓутоа, се надам дека тој ритм на 2 седмици значи секој втор понеделник ќе успеам да го задржам. Ви благодарам.